Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денешнава моја тема гласи 10 Божи ветувања. Кои се тие 10 Божи ветувања? Прво, Бог се грижи за нас, за сите луѓе, а посебно за оние што му припаѓаат. Во Псалм 23, првиот стих, познат псалм, се вели: Господ е мојот пастир, ништо нема да ми недостасува. Ова ветување ни покажува дека Божјата грижа не е повремена или од време на време, туку постојана. Како што пастирот се грижи за своето стадо, така и Господ се грижи за своите, за неговата црква што ја откупи. Тоа не значи дека верникот никогаш нема да помине низ одредени тешкотии, туку дека во се што ќе дојде, Бог ќе му биде доволен. Кога човек го има Господ, како пастир, тогаш и во недостиг тој не е напуштен, и во борба тој не е сам. Господ е секогаш со него. Најголемото богатство не е тоа да имаш се, туку да го имаш оној што се грижи за се. Второто нешто или второто ветување што е дадено на црквата или на Божиот народ или на секој поединец е тоа дека Бог никогаш нема да не остави, да не напушти. Во Евреите 13 глава 5 стих се вели: Никако нема да те оставам и никако нема да те напуштам, или никогаш нема да те напуштам. Има луѓе што ветуваат, но не исполнуваат. Тие луѓе може да бидат секој. Но кога Бог нешто ветува, неговиот збор останува вечен и сигурен. Ова ветување е утеха за деновите на осаменост, денови на страв, денови на неизвестност. Може да те напуштат и луѓе, пријатели блиски, може да ти изневерат најблиските, може и силата да те напушти, болести, страдања, но Бог никогаш нема да те остави и да те напушти. Тој е присутен и кога не го чувствуваш. Тој е присутен и кога плачеш, кога си тажен и кога не гледаш некаков излез. Верникот не оди сам низ овој живот, со него оди Господ. А Господовото ветување е ова: Еве, јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Третото ветување гласи: Бог контролира се. Бог е суверен Бог кој владее над се и над сите. Во Псалм 103, 19 стих, Библијата вели: Господ го утврди својот престол на небесата и неговото царство владее над се. Овој свет често пати не изгледа како да е во хаос и неред. Има војни, има неправди, има болести, страдања, кризи, стравови, кои што го исполнуваат човечкиот живот насекаде, во сите држави, на сите континенти. Но над сето тоа стои Божјиот престол во небесата. Ништо не му излегува од раце, ништо не го изненадува, ништо не е надвор од неговото знаење и власт. Тоа не значи, почитувани, дека Бог е причинител на злото, туку дека среде злото тој останува господар. Верникот има мир не затоа што се разбира, туку затоа што знае кој владее над сите нешта. Како четврто ветување, Бог ги употребува сите нешта за наше добро, или сите работи за наше добро. Во Римјаните 8 глава 28 стих, апостол Павле ќе рече: А знаеме дека на оние што го љубат Бог, се им содействува за добро, на оние што се повикани според неговата намера или волја. Овој стих не вели дека се што ни се случува е само добро, туку дека Бог може се да употреби и за добро. И болката, и загубата, и чекањето, и неразбраните патишта во нашиот живот, во Божите раце стануваат дел од неговото дело во нас. Често не гледаме веднаш што прави Бог,
но со време разбираме дека тој секојаш е присутен во секоја солза, во секоја борба и во секоја рана твоја. Бог не ги фрла нашите тешкоти и залудно. Тој преку нив не обликува, не смирува, не понизува, не очистува и не прави повеќе слични на Него, на Христос. Како петто ветување, Бог ќе ги спаси сите оние што го повикуваат Господовото име. Исус. Библијата вели дека нема друго име дадено под небото на луѓето преку кое можеме да се спасиме. Тоа е името Исус. Зашто секој што ќе го повика Господовото име ќе се спаси. Римјаните, 10 глава, 13 стих, така вели Павле. Колко е славно ова ветување. Секој, ама баш секој што ќе го повика Господовото име ќе се спаси. Не вели само добриот што ќе го повика, или само праведниот, или само оној кој мисли дека е достоен за да прими простување на гревови и вечен живот. Туку Божјото спасение не е награда за заслугата на човекот, туку дар за оној што со вера доаѓа кај него. Ова е добра вест и за најголемиот грешник, и за оној што е скршен по срце, и за оној што доаѓа со солзи, со маќи, со товар. Господ не го отфрлува оној што искрено го повикува Господ. Кој го бара Христос со покаяние и вера, нема да остане празен, ќе биде спасен. Како шесто ветување, Бог не зацврстува или зајакнува кога сме слаби, кога сме немокни. Господ му рече на Павле: доволна ти е мојата благодат, зашто мојата сила во слабост се покажува совршена. И Павле потоа вели: затоа уште повеќе со радост ќе се фалам и со своите слабости, за да почива врз мене Христовата сила. Ние често сакаме Бог веднаш да ја тргне слабоста, искушението, проблемот, но Бог понекогаш прави нешто уште поголемо. Ни дава сила среде слабоста, среде немоќта. Токму таму, каде што човекот чувствува дека не може веќе, таму Христовата сила станува појасна. Додека сме силни во себе, лесно е да мислиме дека можеме сами, но кога сме немокни, тогаш учиме да се подпираме на Господ, а и самиот Исус рече: без мене не можете ништо да направите. Божјата благодат не е мала помош, таа е доволна сила за секој ден, за секоја борба и за секој товар. Како седмо ветување, Светиот Дух се моли за нас со неискажливи воздишки. Тоа го вели Павле во Римјаните 8 глава 26 стих, каде што вели Павле вака: исто така и Духот и помага на нашата немоќ, зашто не знаеме за што да се молиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Има моменти кога човек нема зборови, не му доаѓа инспирација, не може да се помоли. Има болки што не можат лесно да се искажат. Има товар што душата не знае како да го преточи тоа во молитва, но тогаш не сме напуштени. Светиот Дух ни помага во нашата немоќ. Тој не само што не учи да се молиме, туку посредува за нас според Божјата волја. Ова е голема утеха за сите нас. Дури кога нашата молитва е слаба, Божјата помош не е слаба. Кога срцето не знае што да каже, Духот знае и се моли точно според Божјата волја. Како осмо ветување, Исус се застапува за нас, што значи во помошта е вклучено Светото Тројство. Гледаме Светиот Дух, гледаме Таткото, го гледаме и Синот. Во Евреите 7 глава 25 стих се вели: затоа тој може потполно да ги спаси оние што преку него, преку Исус доаѓаат кај Бог, бидејќи секогаш живее за да се застапува за нив. Нашето спасение, почитувани, не се темели на нашата сила, туку на Христовото дело. Исус не само што умре за нас,
туку сега тој живее и посредува за нас со молитва како првосвештеник. Тој се застапува за својата црква пред Бог Таткото. И замислете колку е драгоцено да знаеш дека на небото имаш Спасител што не те заборавил. Кога сатаната, ѓаволот, те обвинува за нешто, кога совеста те товари за нешто, кога паѓаш, тогаш Христос стои за своите, посредува за своите. Нашата надеж не е во тоа колку цврсто ние се држиме за Него, туку колку цврсто Тој не држи нас. Девето ветување Бог ни дава вистински мир. Мир што го надвишува човечкото знаење. Во Евангелието според Јован, 14 глава, 27 стих е запишано: Мир ви оставам, мојот мир ви го давам. Не ви го давам како што светот го дава, да не се вознемирува вашето срце и да не се плаши. Почитувани, светот зборува за мир, но најчесто нуди само краток мир од немирот. Христовиот мир е поинаков. Тој не зависи од околностите, туку од Неговото присуство во твојот и мојот живот. Овој мир може да постои среде бура, среде болест, среде неизвестност. Тоа не е мир затоа што се е лесно во животот, туку затоа што Христос е близу до тебе и те теши. Кога Тој дава мир, срцето добива сигурност, дека не е препуштено само на себе. Мирот на Христос е дар за секој човек на оваа земја, само ако го има во своето срце. И затоа апостол Павле ќе рече: Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда, мир и радост во Светиот Дух. И 10-то ветување последно: Бог ќе го доврши делото што го започна во нас. Тоа значи сигурност на твоето спасение. Тоа е неговото ветување. Во Филипјаните 1 глава 6 стих е запишано: Оној кој го почна доброто дело во вас ќе го заврши до денот на Исус Христос. Бог не почнува нешто за потоа да го остави недовршено. Ако Тој го започнал делото на спасение, промена, нов живот, светост во нечiji живот, Тој ќе го доведе тоа до крај. Ова е огромна утеха за секој верник што гледа колку уште слабост има во себе, а Бог го држи и ќе го доврши делото во него. Понекогаш ние или некои се разочаруваат од својот бавен напредок, но Бог не се откажува од своето дело. Тој трпеливо работи, поучува, прекорува, подигнува, преобразува, менува и така натаму. Нашата надеж не е во нашата совршеност, туку во Божјата верност кон нас. И на самиот крај, како заклучок, Бог не ги остава своите. Тој се грижи за нив, тој е присутен, тој владее, тој спасува, тој зајакнува, тој слуша молитви, тој посредува како првосвештеник и тој го довршува делото што го почнал во нас. Затоа, верникот не живее само од тоа што гледаат неговите очи, туку од тоа што Бог го кажал во неговото писмо, Библијата. Ветувањата Божји се посигурни од нашите чувства, посигурни од сите околности и посигурни од човечките зборови. Блажен е секој оној што се држи за нив преку вера и со вера. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.